но она што најзагрижувачки е борбата со корупцијата, се разбира и реформите во правосудството. Па сега тука, професоре, прво, што мислите вие, дали само власта е одговорна за тоа или можеби и малку и самите судство и обвинителство? Знаете, критики за нив има со години, како да ништо да не допира до нив. Знаете што? Власта, извршната власт не е таа која тоа може да го прави. Тоа е прво правило. Тоа правило, сега, например, ја не знам колку се образовани овие ВМРО ДПМН во власта, ама треба да научат. Не е тоа работа на премиерот. Не е работа на него да дава такви изјави. Тоа го пореметува системот и предизвикува реакција од Европска унија оправдана. Значи, тој систем се реформира со тоа што го правиш транспарентен за влез на европски монитори во таа реформа. А не премиерот да го... Кој може да му верува на премиерот во ситуација кога единствена политика му останува прогон на неистомисленици, дека менувањето на обвинителството и судството му е од беневолентни причини, пошто него татко му рекол да биде поштен и да поштена влада е содржана. Нема везе, тоа е ставање на вилица на кучето очекуваат да направат некакви реформи. Кои реформи? Они очекуваат само да направат прогон, да направат обвинување, да речеме, за кочени кои нив нема да ги допре, да направат тој тип на акции. Ние сме тогаш у комплетен авторитарен систем и тогаш пршинот 2 е неопходен.